Дечињата на училиште доаѓаат со две ранчиња. Едниот полн со учебници, вториот со невидливиот емоционален товар, социјалните здравствените проблеми. Но во преградата си и со ништата, желбите. Велат наставниците кои што секојдневно работат со дечињата. Модерното време, социјалните мрежи и технологијата носат различни предизвици. Особено актуелен е сајбербулингот, затоа неопходно е да најдат на разбирање дома, но и од наставниот кадар. Наставниците се согласни дека децата мора да бидат слушнати, разбрани и прифатени. Дополнуваат кога чувствуваат дека се прифатени без осуда, тогаш споделуваат. А најмалите најмногу, буквално за се, споделуваат од убавите работи кои им што се случуваат, родендените, подароците, дружењето, што се случило дома и како што почнуваат да растат, полека се затвараат, па да речеме најголемите ученици споделуваат само доколку се чувствуваат испочитувани од страна на наставникот. Споделуваат за своите идеали, за своите соништа, меѓутоа доколку дојдат до нас и ни се обратат за нивните проблеми, тука сме да се слушаме, тука сме да ги разбереме со емпатија и поддршка. За да се спречи врсничкото насилство, но и да се потикнат да споделуваат, неопходно е да функционира триаголникот ученик, наставник, родител. Се работи на случај на обуки, се работи на случај со разговор, ама затоа што не сме доволно модерни на универзумот на кој што припаѓаат младите, не можеме да се приклопиме на она кој што тие го разговараат. И тогаш кога ќе го научиме нивниот јазик и нивниот универзум, сваќаме и разбираме дека се наоѓаат понекогаш и некои ситни, мали, микро дискриминации кои што ескалираат и потоа стануваат врсничко насилство, булинг и сето тоа како што имавме сведоци во Скопје. Децата мора да чувствуваат дека имаат кому да се обратат. Денот на детето е потсетник дека секое дете има право да биде заштитено, меѓутоа и неговото мислење треба да биде слушнато и почитувано.